Добродојдовте во урбаните вести. Поетот Чарлс Симик од Соединетите Американски држави е добитник на наградата Златен венец на Струшките вечери на поезијата за 2017 година. Одлуката била донесена едногласно, а денеска на пресконференција во Македонската академија на науките и уметностите ја соопшти раководството на поетскиот фестивал. Ова беше нашата најавна вест, а во продолжение следуваат настаните на денот. Отворен саемот на мебел. Богата понуда на мебел од домашно и странско производство на штандот на Кристина Дамил. Декоративен интериер за зидови кои немаат граници. Риведил. Град Скопје објави конкурс за најголем придонес за животната средина во 2017. Градоначалникот Митровски додели 200 хуманитарни пакети. Исправи се нов проект на општина Центар. Од денеска до 16 мај трае конкурсот за најголем придонес за животната средина во 2017 година, кој што го објави град Скопје. На конкурсот кој се објавува во рамки на манифестацијата Денови на пролетта, Денови на екологијата, ќе се избира на еколошка компанија, најубаво уреден двор на куќа, зграда и институција, стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и од средните училишта. Во рамки на традиционалната манифестација Денови на пролетта, Денови на екологијата, град Скопје денеска објави јавен конкурс за избор на најеколошка компанија за најголем придонес во заштитата на животната средина, за најубаво уреден двор на куќа, зграда и институција, стопански објект и најубав состав и цртеж на тема екологија за учениците од основните и од средните училишта. Пријавувањето започнува веднаш и трае до 16 мај 2017 година. Пријавите на заинтересираните граѓани, невладините организации, јавните установи, предпријатијата и другите правни и физички лица треба да се достават по пошта на адреса град Скопје, сектор за заштита на животната средина и природата, булевар Илинден, број 82, или во архивата на градот. За првите две категории предвидена е по една награда во износ од по 45.000 денари. За третата категорија најубав двор предвидени се 3 награди: индивидуално домување, колективно домување и институција, фирма или стопански објект во износ од по 40.000 денари. За четвртата и петата категорија се предвидени по 2 награди: една за ученици во основните училишта и една за ученици во средните училишта, во износ од по 10.000 денари. Разгледувањето на пристигнатите пријави и одбирањето на кандидатите го врши соодветна комисија, која град Скопје ја формира од представници на вработените во секторите на град Скопје и невладините организации. Хуманитарната акција за помош на лицата од социјален ризик и самохраните родители, која што се одвиваше во соработка со градинката Росица, финишираше денеска со доделување на 200 прехранбени пакети, како и пакети со детска, машка и женска облека. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров, Сокол Митровски и директорката на градинката Росица Ана Серафимовска денеска доделија 200 пакети со основни прехранбени продукти и облека на социјално загрозени семејства и самохрани родители во општината. Митровски стакна дека децата уште од најрана возраст преку овие активности учат за солидарноста и хуманоста, за значењето на пријателството, за помагањето и почитувањето на другите. Ова не е само прва акција која се спроведува во Росица, и во сите институции и установи во општината Ѓорче Петров, сите вработени, сите установи, тука ги бројувам и школите, секогаш се на страната на најслабата, да кажам, популација во општината Ѓорче Петров. Тоа се социјалните случаи, тоа се невработените, тоа се луѓето на кои треба да се пружи рака. Детската градинка Росица од општина Ѓорче Петров во соработка со вработените, родителите и децата од градинката во изминатиот период спроведе хуманитарна акција за собирање храна и облека, искажувајќи ја на дело својата хуманост, како треба да им се помага на лицата кои се во тешка социјална состојба. Ова е 6-та ваква акција, а општината уверува дека овие акции ќе продолжат и во иднина. Во општината се евидентирани 68 лица во социјален ризик и 45 самохрани родители. Хуманитарната акција за помош на дневниот центар за деца на улица Шуто Ризари, кој изгоре до темел во пожарот кој се случи на 1 март, се организира вечерва од страна на Сдруженијето за општествено-економски просперитет Човекот пред се.
Здруженијето за општествено-економски просперитет Човекот пред се вечерва организира хуманитарна акција за помош на дневниот центар за деца на улица Шуто Ризари, кој изгоре до темел во пожарот кој се случи на 1 март. На хуманитарната акција предвидена е аукција на фотографии од познати македонски фотографи, кои посетителите ќе може да ги купат и со тоа директно да донираат. Ќе биде поставена и кутија за донации и ќе може да се донира со секој купен пијалак. Граѓаните ќе може да донираат и боенки, фломастери, боички, сликовници, детски книги, тетрадки и друг школски прибор, како и хигиенски средства кои во моментов се непотребни. Со цел минимизирање на појавата на евентуални неправилности во растот и развојот на децата, Општина Центар во соработка со Ординацијата за физикална медицина и рехабилитација Твое здравје го започна проектот Исправи се, во кој што ќе им биде направен преглед на 1111 ученици од основните училишта во Општина Центар. Општина Центар го почна проектот Исправи се, со кој 1111 ученици од прво и второ одделение од сите 7 основни општински училишта во Центар ќе бидат прегледани од стручни лекарски тимови за навремено диагностицирање на какви било деформитети кај децата. Градоначалникот на Општина Центар Андреј Жерновски истакна дека Општина Центар се грижи за своите најмлади жители и за нивниот здрав раст и развој. Го почнуваме овој пилот проект со учениците од прво и второ одделение, но ги повикуваме и родителите и наставниците по физичко и здравствено образование да пријават доколку и кај децата од повисоките одделенија забележат неправилно држење на телото или деформитет, рече Жерновски. Проектот почна кај децата во основното училиште Јохан Хајнрих Песталуци и продолжува во сите основни училишта во Центар. Се прават диагностички превентивни прегледи на рабитниот столб и на долните екстремитети за диагностицирање на какви било неправилности, со што ќе може побрзо да се действува за нивно коригирање и одстранување. Проектот Исправи се Општина Центар го реализира во соработка со Ординацијата за физикална медицина и рехабилитација Твое здравје, а секој родител ќе добие извештај за наудите на своето дете. Во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот се одржува настанот Плати со поезија по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Кај нас настанот се одржува на 9 локации, а освен во Скопје годинава ќе се прошири и во Велес. Трета година поред Македонија е дел од глобалниот настан Плати со поезија, што го организира Јулиус Мајнал во 36 држави и во над 1400 кафетерии низ светот, по повод Светскиот ден на поезијата 21 март. Оваа година настанот ќе биде на 9 локации, а покрај во Скопје ќе се прошири и во Велес. Целта на настанот Плати со поезија е да го потикне поетскиот дух кај сите, кога секоја година на ист датум се подарува уникатна можност испиеното кафе или чај да се плати со поезија, извор и валута на најуникатните човекови емоции. Светскиот ден на поезијата е посветен на оние кои го исполнуваат светот со страст преку пишаниот збор. Секој стих секогаш е различен и неповторлив, а со себе носи автентична таинственост како печат на авторот кој го напишал. Во настанот годинава се вклучени скопските кафетерии Нула бар, Наргиле кафе, Ревија Дион, Бекјар, Джус бар Венето, Баду бар и Чао кафе во Велес. Главни подржувачи на овој настан се познати автори кои годинава ќе трагаат по најкреативните, неоткриени поети кои своето кафе или чај ќе го платат со напишани стихови. Околу 400 изложувачи на мебел од Македонија и регионот денеска наполнија 11 хали во рамки на 43-тиот меѓународен саем на мебел. Саемот и оваа година нуди вистинска атракција на уникатни и креативни дизајни на мебел. Денеска во Скопје е отворен 43-тиот меѓународен саем на мебел, опрема за домаќинства и јавни објекти, репроматеријали и машини за индустрија на мебел, Мебел 2017, и ќе трае до 26 март. 2 години поред овој саем го руши рекордот со 11 хали кои ги користат над 400 домашни и странски изложувачи. Покрај Македонија, учесници има и од Босна и Херцеговина, Грција, Италија, Словенија, Србија и Хрватска. Секоја година над 50.000 посетители ги следат уникатните модни дизајни кои се нудат на мебел. Овој саем полека се надминува себе си со креативноста, можностите и оригиналноста на модерните кујни и елегантни бањи, осветлување, подови и ѕидни декорации, материјали за тапацирање, канцелариски мебел, мебел за јавни објекти, како и најновите технички и технолошки достигнувања на репроматеријали, машини и опрема за обработка на дрво. За време на саемот за мебел 2017 учество ќе земат и
повеќе банки и осигурителни компании, кои на посетителите ќе им понудат поволности за кредитирање и осигурување на своите домови. Воедно и самите изложувачи имаат свои изненадувања и попусти за посетителите. 43-тиот меѓународен саем за мебел 2017 ќе трае до 26 март. Саемот ќе биде отворен од 10 до 20 часот. Цената на влезницата е 100 денари, а за групни посети и студенти 50 денари. Оваа година Скопски саем традиционално ќе ги додели наградите и на најдобрите трговци и производители. Доделувањето на наградите ќе се одржи на 22 март во фоајето на управната зграда во 20 часот. Работното време на саемот е од 10 до 20 часот за посетители секој работен ден, а цената на влезницата изнесува 100 денари. Во халата 1 на Скопски саем се наоѓа штандот на Кристина Дамил, салон за мебел кој нуди богата понуда на секаков вид мебел од домашно и странско производство. Мисијата на Кристина Дамил е да создадат вредност за потрошувачите преку флексибилност, брзина на испорака, интегритет и доверливост. Салонот за мебел Кристина Дамил е еден од редовните учесници на саемот за мебел, па така и оваа година со својата понуда може да се најдат во халата 1 на Скопски саем. Кристина Дамил се занимава со трговија на мебел од домашно и странско производство. Иако Кристина Дамил како фирма постои од 2006 година, матичната фирма Кристина датира уште од 1989 година. Од тоа што започна како мал колонијал се родија две сестрински фирми кои одлично функционираат до ден денес. Сега Кристина Дамил може да се пофали со 2 салона со изложбен простор од 2000 и 3400 метри квадратни, голем магазински простор и возен парк. Салоните се наоѓаат на излезот од Скопје во населбата Ѓорче Петров и на булевар Борис Трајковски во усие кај стакларата. Оваа година имаме новитети, нови модели, пратиме колку можеме да допреме што повеќе до купувачите, до нивните побарувања. Мисијата на Кристина Дамил е да создадат вредност за потрошувачите преку флексибилност, брзина на испорака, интегритет и доверливост. Нивната визија пак е да останат верни на самите себе, односно да го исполнуваат тоа што го ветуваат. Кристина Дамил ќе продолжи да обезбедува пристап до иновативни и квалитетни производи и да овозможува брза услуга, а со самото тоа да стане преферирано решение за потребите на купувачите. Во рамки на саемот на мебел се представи компанијата Риведил. Станува збор за оригинална идеја донесена од Италија, која нуди производство на сертифицирани декоративни украси за зидовите кои создаваат поинаков амбиент во домот. Најоригиналните декоративни производи за внатрешните и надворешните зидови во домот и оваа година на саемот за мебел. Единствената компанија која нуди оригинални идеи за поинаков интериер, Риведил, гарантира максимален 100% квалитет со лиценци за квалитет и антиалергија. Риведил е уникатна компанија во Македонија, која уште од 2011 година е лидер на пазарот во нашата земја. Нашата компанија се занимава со декоративни бои за внатрешни и надворешни зидови. Компанијата е родена во 2011, прво во Гостивар и сега се наоѓаме и во Скопје. Компанијата се занимават со декоративни бои, што се Рафаело, подови на цемент, на бетон. Ова боја се нанесуваат на гипс картон, на глетовани зидови. Цената на квадрат е почнат од 15 евра најскапото до 45 евра на квадрат. Имаме и бои што се со сертификат на водени бази и не примат вода као боја, водоотпорни сат и за надвор и за внатре и сите бои овие сат со сертификат А+. Од компанијата потврдуваат дека на македонските граѓани им се нудат еколошки производи, кои не се штетни за никого и истите се сертифицирани со А+ тестови. Квалитетот е потврден од страна на сите потрошувачи, како во земјата, така и во Европа. Според визијата на Риведил, вработените и потрошувачите се една заедница на општо одговорен бизнис, посветеност и професионалност. Предноста на компанијата во однос на другите е секогаш поголема заради тоа што е чекор понапред со технологијата и иновативните материјали. Граѓаните
Потребителите во Македонија 6 година што сме на пазар, многу се задоволни со овие бои и имат многу барање. Многу сум задоволен и многу добро не прифатиле граѓаните на Македонија. Од Риведил порачуваат дека зидовите не се изградени за да бидат граници во домовите. Употребете ги најдобрите украси за усогласување на животот во средините каде што живеете. Мебел изработен од висококвалитетен медијапан со висококвалитетна завршна обработка. Се квалификациите со кои се одликува мебелот на Lotus Design, кој е дел од овогодинишниот сајм на мебел. Lotus Design, бренд на компанијата Звезда Комерц, присутен на пазарот од 2008 година, денеска и во наредните денови. Пред потрошувачите ќе се представи во рамки на 43-тото издание на сајмот на мебел. Како што истакнуваат од компанијата, целта на Lotus Design е создавање на мебел кој предизвикува сатисфакција и сигурност кај потрошувачите. Развојот на компанијата се одвивал етапно. Најнапред со создавање на првите модели на бањи кои се со класичен изглед. Потоа понудата се зголемува и со модели со виткани врати и со пософистициран модерен изглед. Во 2014 година Lotus Design започнува со производство на модерни кујни, а во 2016 година се креира нова колекција од 23 модели, од кои најголем новитет е ексклузивната линија и употребата на висококвалитетни внатрешни механизми на отварање и затварање на вратичките. Звезда Комерц се представува со мебел за бањи, каде што е Лотусот, брендот на мебелот, креиран во 2008 година и со текот на годините се креира и нова колекција, каде што најпоследната и најновата колекција во 2016 со 23 нови модели, кои што се изработени од висококвалитетен медијапан и висококвалитетни механизми, кои што ја гарантира неговата издржливост и неговиот квалитет. Најголемата привлечност е квалитетот наш, кој што издвојува од другите. Гаранцијата е 5 години. За тоа стоиме и со механизмите и со медијапанот. Медијапанот е трослојно фарбање, со исто квалитетни полиетарански бои. Од компанијата Lotus Design истакнуваат дека она што ги прави поразлични од другите е производството на мебел кој е целосно изработен од медијапан и со гарантиран квалитет. Со купување на мебел од Lotus Design купувате производ изработен од висококвалитетни материјали, избирате боја по ваш вкус и добивате 5-годишна гаранција. Луксузни ефективни кујнски системи можат да се најдат на штандот на Skolex во Хала 4 на Скопскиот сајм. Faber, Eurolux и Lino се престижните трговски марки кои ги нуди Skolex. Палетата обединува се од аспиратор и фурна до мијалник и тостер за вградување во еден повеќенаменски систем. Престижните трговски марки Faber, Eurolux и Lino ги нуди ексклузивниот представник Skolex, при што 90% од производите кои компанијата ги нуди на пазарот се наменети за вградување во модерна кујна. Skolex е генерален застапник за Македонија на Lex Group, етаблирана меѓународна компанија со 25 годишна историја и тесна специјализација во увозот и реализацијата на аспиратори, кујнски апарати за вградување и мијалници. Како дел од групацијата Lex, Skolex развива одржлив, динамичен и успешен бизнис, како со почитување на традицијата, така и иновативната понуда на луксузни ефективни кујнски системи. Палетата обединува се од аспиратори, фурна до мијалник и тостер за вградување во еден повеќенаменски систем. На овогодишниот сајм за мебел 2017 година Faber по повод 6 годишнината како роден ден представи специјална дизајнерска линија Special Selection со многу специфични бои и визии кои што се представуваат на крајниот купувач. Представена е дислокација на аспираторот во самиот простор, односно аспиратор поставен во плафон, за да има што е можно подобар простор во самата кујна, послободен простор во самата кујна, односно аспиратори поставени во вградна плотна, во плотна, каде што аспираторот е вграден во самата плотна и нормално функционира како слободен аспиратор. На штандот на Faber, Eurolux и Lino, од програмата Lino се представени нова линија на фурни кои што имаат многу предности, односно литража, нето литража од 69 литра, најголема тава во момент на пазарот и ценово поставени на многу конкурентско ниво. Едно од состојбите е чисто бела фурна, која
која што ја имаме и во црна и во бела варијанта, каде што цената е 13.990 денари и сите предности кои што треба да ги има една фурна со демонтажа на внатрешното стакло. Пласманот на богатата палета на Сколекс се врши како од централата во Скопје, така и преку формираната широка дистрибутивна мрежа од партнери низ целата земја. Исклучителна предност за Сколекс е изградената сопствена мрежа за експресно сервисирање која компанијата постојано ја проширува и развива. До крајот на работната недела времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Максималните температури ќе бидат повисоки од просечните за овој период од годината. Во западните делови ќе има услови за ретка појава на краткотраен дожд, особено во вторник и во четврток. МТМ Метео е следнава вестите. МТМ Метео беше и последната содржина во ова издание на Урбаните вести. За повеќе содржини посетете нашата веб страна. За сега, довидување. Имајте пријатна вечер.